Почитувани гледачи, вие сте со урбаните вести на МТМ. Капиталните средства со над 156 милиони евра се најголема расходна ставка во буџетот на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година, од кои над 97% се предвидени за изградба на антенскиот систем за контрола и мониторинг на водно, покажува петиот мониторинг извештај за работата на АЕК. Ова е првата информација за денеска, а во продолжение го гледаме кусиот преглед од насловите за денеска. Градоначалникот на град Скопје вели дека со отстранување на ќосето започнува процесот на справување со проектот Скопје 2014. Левица бара Шилегов да ги разреши директорите на средните училишта Здравко Цветковски и Арсени Јовков. Нови градби на периферните делови во општина Карпош. Социјална патролна служба ќе ги посетува социјално загрозените лица во Ѓорче Петров. Институциите мора да ги регистрираат вработените за да можат да исплатат плати. Во раните утрински часови беше отстранет споменикот кај Врховен суд на Андон Лазов Јанев ќосето. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на денешната пресконференција истакна дека овој споменик, кој бил нелегално поставен, е отстранет и тоа во раните утрински часови со цел да нема застој во сообраќајот и дека повеќе нема да се толерира незаконитоста во проектот Скопје 2014. Со цел да не се предизвика застој во одвивањето на сообраќајот на една од најфреквентните крстосници кај Врховниот суд, екипи на град Скопје утрово го отстранија бесправно поставениот споменик на Андон Лазов Јанев ќосето. Од градот информираа дека целиот процес на отстранување на градбата се одвивал околу 2 часа, додека немало многу сообраќај по булеварот, а за отстранувањето биле ангажирани 2 камиона и 1 кран. На денешната пресконференција градоначалникот Петре Шилегов истакна дека во Скопје повеќе нема да се толерира незаконитоста и недозволеното постапување и дека започнува справувањето со проектот Скопје 2014. Денеска градот Скопје го отстрани незаконски поставениот споменик на ќосето пред судскиот комплекс во градот Скопје. Во градот Скопје нема да се толерира незаконитоста понатаму и недозволеното постапување. Започнува справување со процесот Скопје 2014. Сите самоволни активности, на досега изведени самоволни активности на претходните власти во градот ќе бидат соодветно законски истретирани. На ова место пред судската палата ќе биде засадено дрво посветено на човековите права со изгравирана плочка донирана од збратимениот град Нинберг, на која ќе биде испишан текст од членот 10 од Декларацијата за човекови права на Обединетите нации, во кој стои дека секој има потполно еднакво право на праведно и јавно судење пред независен и непристрасен суд, при одредувањето на неговите права и обврски и во услови на какво и да е кривично обвинение против него. Во врска со отстранувањето на споменикот на Андон Јанев ќосето од пред Врховниот суд во Скопје, општина Центар денеска соопшти дека по детално испитување на фактичката состојба, нивните надлежни служби донеле решение дека се работи за девоградба. Градежниот инспекторат кој извршил увид на фактичката состојба на самото место и на постапката за спомен обележјето на Андон Лазов Јанев ќосето, утврдил дека инвеститорот, односно град Скопје, нема решение за поставување на овој споменик. Отстранувањето на градбата е извршено по донесеното решение за негово отстранување од овластениот градежен инспекторат во општина Центар. Општина Карпош ќе го ослободува урбаното јадро од новите градби и истите планира да ги лоцира во периферните делови, како на пример Бардовци и Злокуќани, со намера да се обезбеди рамномерен развој на сите урбани заедници. Комисијата за урбанизам на општина Карпош на втората седница разговараше за актуелните состојби во врска со урбанистичкото планирање во Карпош. Според нив, планската урбанизација подразбира ослободување на урбаното јадро од нови градби и нивно пренесување на периферните делови на општината, како Бардовци и Злокуќани, со намера да се обезбеди рамномерен развој на сите урбани заедници. Инаку општина Карпош формираше комисија за урбанизам составена од внатрешни и надворешни членови, во која се вклучија експерти од сферата на урбанизмот и просторното планирање, со цел да се обезбеди планска урбанизација на општината. Комисијата има своји надлежности согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање,
и тоа да изработува планската програма за деталните урбанистички планови, да дава стручно мислење на предлог урбанистички планови, како и да доставува предлог до градоначалникот за одобрување или неприфаќање на планската програма за изработка на урбанистичко-планска документација. Освен тоа, таа ќе спроведува јавна презентација и јавни анкети при одобрување на локална урбанистичко-планска документација, ќе дава мислење за технички исправки на урбанистичките планови и други надлежности согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање. Со цел да им се помогне на социјално загрозените лица од општина Ѓорче Петров, општината воведува социјална патролна служба која ќе ги посетува овие лица. Од општината соопштуваат дека овие лица треба да остават контакт во местните или урбаните заедници за да може да им се излезе во пресрет. Општина Ѓорче Петров воведува социјална патролна служба која ќе посетува социјално загрозени лица или сиромашни семејства на територија на оваа скопска општина. Сите социјално загрозени лица или семејства од Ѓорче Петров кои се наоѓаат во ризик како што се сиромаштија, социјална исклученост, неписменост, се жртви на семејно насилство или бездомници, може да остават контакт телефон во местна или урбана заедница за да им излеземе во пресрет, соопштуваат од општина Ѓорче Петров. После собраните податоци, патролната служба на терен ќе ги посети овие лица и ќе им даде соодветна помош. На официјалната интернет страница на општина Ѓорче Петров е поставен список на урбани и местни заедници и контакт броеви на кои граѓаните може да пријават социјален ризик. Идејата на оваа социјална патролна служба е општината на овој начин колку што може повеќе да им помогне во решавање на проблемите и потребите на овие категории граѓани. Представници од општина Ѓорче Петров беа и во посета на Венера која е сместена во кумановското село Табановце, а дел од нејзиниот стан во Ѓорче Петров беше зафатен од пожар при што почина нејзината мајка. При посетата и беше донирано храна и облека, а од општината се понудија да се помогне и во санација, реконструкција и опремување на опожарениот стан. Многи повикаа и сите правни субјекти, но и физички лица од општината да излезат во пресрет за помош на ова семејство. Политичката партија Левица бара од градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов да постапи согласно своите надлежности во врска со аферата на директорите на средните училишта Здравко Цветковски и Арсени Јовков за тендерски местенки во лична корист. Председателот на политичката партија Левица Здравко Савески обвинува дека директорките на средните училишта Здравко Цвитковски и Арсени Јовков во Скопје ја искористиле својата положба и функција за лична корист. Савески вели дека еден директор на училиште за кого има докази дека вршел непотистички сделки со цел лична корист или корист на своите блиски, има морална обврска да си поднесе оставка. Доколку тоа не го направи, оној што има надлежност да го разреши во случајот градоначалникот на Скопје е должен така да постапи. Ако така не постапи, тоа ќе значи дека и самиот таквото поведение го дозволува и охрабрува, дециде на Савески. Добиен е доказ каде што директорката на училиштето Арсени Јовков има склучено договор за молеро-фармерски активности во низиното училиште со фирма на сопругот на директорката на Здравко Цветковски. При тоа тој самиот е вработен како професор во едно друго училиште, а за возврат сопругот на тоа училиште е вработен во сопругата е вработена во Здравко Цветковски. Така што имаме голема испреплетеност помеѓу директорите на средните училишта во Скопје и огромно прашање што досега прави Шилегов. Од друга страна, градоначалникот Шилегов вели дека работењето на институциите кои се под надлежност на градот се под постојан надзор и доколку се утврдат пропусти, ќе се направи измена во раководниот кадар. Неправилностите при работењето во рамките на институциите со кои што раководи градот Скопје се предмет на перманентна обсервација, како созреваат состојбите и ситуациите, вклучително и во училиштето, соодветните постапки пред надлежните органи ќе бидат иницирани од наша страна, а ние согласно извештаите кои што ќе ги добиеме, ќе покренеме соодветни постапки за евентуална промена на одговорните лица во посоченото училиште. За лошото раководство на скопските училишта, Савески тврди дека ги има собрано сите потребни документи, кои ќе го подкрепат со докази тоа за што обвинува.
Во чест на трагично загинатиот македонски председател Борис Трајковски, по 13 пат се одржува традиционалниот планинарски марш, каде планинари пешке поминат 200 километри од Струмица за да стигнат на гробот на Трајковски на 26 овој месец, кога се одбележува 14 години од неговата смрт. 12 планинари од Струмица, Радовиш и Гевгелија по 13 пат ке маршираат во чест на трагично загинатиот македонски председател Борис Трајковски. Маршрутата долга 200 километри ја почнаа пред споменикот Македонија во Струмица, подигнат во чест на Трајковски. Тие на 26 овој месец треба да пристигнат на гробот на вториот македонски председател на гробиштата Бутал во Скопје и да се приклучат на одбележувањето на 14 годишнината од смртта. Пред тргнување, планинарите положија цвеќе пред споменикот на Борис Трајковски и му одадоа почит со едноминутно молчење. Освен до Скопје, 70 на планинари од Македонија и Бугарија ке пешачат и по падините на планината Беласица за време на престојниот викенд. Тие треба да се искачат на врвот Ботра, кој го носи името на Трајковски, на надморска височина од 1880 метри. Во рок од 3 месеци, доколку државните институции не ги внесат податоците на вработените во информатичкиот систем за управување со човечки ресурси, нема да може да исплатат платата на вработените. Тоа значи при поднесување на пресметките за плата ќе се појави грешка во системот на управата за јавни приходи, поради што не ќе може да се исплатат платите. Јавната администрација нема да може да земе плата доколку државните институции не ги регистрираат своите вработени во информатичкиот систем за управување со човечки ресурси. Институциите од јавниот сектор имаат рок од 3 месеци да ги внесат податоците за своите вработени. Ова го најави денеска министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски. Министерот додаде дека доколку институцијата ги нема внесено податоците за вработените при поднесување на пресметките за плата, ќе се појави грешка во системот на управата за јавни приходи, поради што не ќе може да ја исплатат платата. Од вкупно 1303 институции од јавниот сектор, 259 немаат внесени податоци. Од нив 173 институции немаат побарано согласност од Министерството за информатичко општество и администрација и немаат активна систематизација, а 86 не внеле податоци за вработените иако имаат одобрена систематизација. Целосно ажуриран и пополнет регистар ќе даде јасна слика за моменталната состојба во администрацијата. Бројот на слободни работни места, старосната структура, бројот на лица кои што се пред пензија и многу други податоци. За пополнувањето на слободните работни места исто така ќе може да се најде соодветен кадар што ќе ги исполнува потребните критериуми и ќе може да се превземе од трансфер листата, онака како што пишува и во законот. Министерството за информатичко општество и администрација нема за цел да ги казнува институциите. Но мораме да обезбедиме регистар кој што конечно ќе ги содржи сите информации и ќе исполни улогата за кој што е скапо платен. Директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска порача пред да започне примената на новите законски одредби, односно во предстојните 3 месеци, работодавачите од јавниот сектор да извршат целосно пополнување на податоците во регистарот, со што ќе се избегне појава на грешка при вршењето на контролата на податоците од страна на Управата за јавни приходи. Еден од модулите на овој електронски систем е и модулот за пресметка на плати. А согласно законските измени, Управата за јавни приходи добива нова надлежност за контрола на корисниците на овој модул за пресметка на плати преку системот за интегрирана наплата, односно контрола на ажурноста на регистарот на вработените во јавниот сектор преку контрола на месечните пресметки за интегрирана наплата. Проверката ќе се врши автоматски при поднесување на пресметките за плата на јавниот сектор и во случај кога податоците не се усогласени,
Системот за плата на управата за јавни приходи ќе генерира грешка и работодавачот од јавниот сектор ќе треба да изврши ажурирање на податоците во регистарот. Во следниот период, секој вработен ќе има пристап до регистарот и ќе може да провери дали се внесени неговите податоци. Ќе се организираат дополнителни обуки за институциите од јавниот сектор, ќе се побара реакција од Државниот управен инспекторат за раководителите на институциите кои не ги внеле податоците. Заклучно со 15 март годинава трае конкурсот за доделување на државната награда Гоце Делчев, која се доделува за научна книга или дело објавено минатата година. Министерството за образование и наука соопшти дека конкурсот за доделување на државната награда Гоце Делчев ќе трае заклучно со 15 март оваа година. Со наградата Гоце Делчев, која се доделува за научна книга или дело објавено во 2017 година, информираат од Министерството, се одава општествено признание за особено значено остварување во сите области од науката од интерес на Република Македонија. Право на конкурирање има автор или група автори на дела што се одделно објавени, рецензирани и каталогизирани. Предлози за доделување на наградата може да поднесат Македонската академија на науките и уметностите, универзитетите, научните установи, истражувачко-развојните единици во стопанството, научни и стручни здруженија, други здруженија на граѓани и граѓани. Предлозите за доделување на наградата и примероците од научните остварувања се доставуваат до Министерството за образование и наука. Поларна воздушна маса која ќе услови нови снежни врнежи, големо зголемување на снежната покривка и екстремно ниски температури на воздухот кои ќе се спуштат под нулата, полека го зафаќа Балканот. Во Македонија од недела се очекува влажна и постудена воздушна маса која ќе донесе врнежи од снег и на пониските места. Балканскиот полуостров го зафаќа снежен бран, каде веќе во Босна и Хрватска има снег, па така ќе продолжи и во следниот период. Веќе од сабота од Арктикот кон Балканскиот полуостров ќе се спушта поларна воздушна маса која ќе услови нови снежни врнежи, големо зголемување на снежната покривка и екстремно ниски температури на воздухот кои ќе се спуштат под нулата. Во делови на Балканот температурите на воздухот, особено на почетокот на следната недела, ќе се спуштат дури и под минус 25 степени. Овој поларен бран ќе зафати и нашата држава, условувајќи најпрвим врнежи од дожд на ниските и снег на повисоките места и на планините. Како ќе се спушта поларниот бран, се повеќе така и врнежите од дожд ќе преминуваат во снег и на ниските места. Според Управата за хидрометеоролошки работи, влажна и постудена воздушна маса во Македонија ќе има од недела, која ќе донесе врнежи од снег и на пониските места, а ќе продолжи и во вторник и среда. Во сабота во поплавнените часови, особено на планините, во северозападните делови на земјава, ќе има локални врнежи од снег, а на пониските места локални врнежи од дожд. Меѓутоа веќе од недела се очекува, барем за сега, да бидеме под влијание на влажна и малку постудена воздушна маса, така да во поголемиот дел од земјава ќе има врнежи од снег, а во крајниот југоисточен дел од дожд и снег. Меѓутоа врнежите, барем за сега, се очекува да продолжат и во вторник и в среда, така да се очекува да имаме повторно, значи врнежи од снег и релативно студено време за овој период од годината.
За крај уште една информација. Граѓаните во населбата Тафталиџе, кои поради дефект немаат вода, ќе добијат вода во текот на утрешниот ден во предпладневните часови. Јавното предпријатие Водовод соопшти дека на дефектот на булеварот Теодосиј Гологанов спроти Веро ќе се работи и во попладневните и во вечерните часови. И оти се очекува тој да биде саниран, а водоснабдувањето да биде нормализирано во текот на утрешниот ден во предпладневните часови. Ова е последната информација. Повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.